Денеска православната црква ги празнува светиот Григорий Богослов архиепископ Цариградски, преподобниот Публий и светата маченичка Фелицита и нејзините 7 синови. Светиот Григорий Богослов архиепископ Цариградски. Роден е во Назијанс од татко Елин и мајка христијанка. Пред крштевањето учел во Атина заедно со Васили Велики и Јулијан Отстапник. Тој честопати му прорекувал на Јулијан дека ќе биде отстапник од верата и гонител на црквата, што и се случило. На Григори посебно влијаела неговата мајка Нона. Кога го завршил своето образование, Григори се крстил. Светиот Василий го ракоположил за епископ Сасимски, а царот Теодосий Велики наскоро го повикал на упразнетиот Цариградски архиепископски престол. Составил многубројни дела, од кои најпознати му се тие од богословието, заради што и наречен богослов. Посебно му е познато според длабочината неговото дело Беседи за Светата Тројца. Уште пишувал против еретикот Македониј, кој погрешно учел за Светиот Дух, дека Духот е творение Божјо, и против Аполинари, кој погрешно учел дека Христос нема човечка душа, туку дека Божеството му е душа. Исто така пишувал против царот Јулијан Отстапник, својот некогашен соученик. Во 381 година, кога во соборот настанала расправија околу неговиот избор за архиепископ, тој самиот се повлекол и изјавил: не можат да не лишат од Бога оние кои не лишуваат од престолот. Потоа го напуштил Цариград, отишол во Назијанс и таму поживеал во повлеченост, во молитва и пишување на корисни книги се до смртта. Иако целиот живот бил со слабо здравје, сепак ја доживеал 80-та година. Подоцна неговите мошти биле пренесени во Рим, а неговата глава се наоѓа во Успенскиот собор во Москва. Бил и останал големо и прекрасно светило на православната црква. Како по кроткост и чистота на карактерот, исто така и по ненадминливата длабочина на умот. Се упокоил во Господа во 390-та година. Te
Преподобниот Публий најнапред бил сенатор, па запознавајќи ја Христовата светлина ги оставил почестите, го раздал имотот на сиромашните и се предал на подвижнички живот во близина на својот град Зевгмат на Еуфрат. Основал 2 манастира и се упокоил во Господа во 380 година. Светата маченичка Фелицита и незините 7 синови. Како христијанка од царот Антонин во 164 година, заедно со незините 7 синови била осудена на смрт. Се молела на Бога само да не ја погубат неа пред синовите за да може да ги охрабрува при мачењето и убивањето, та да не се одречат од Христа. Така и било според Божјото устројување. Оваа ненадмината мајка со радост ги испраќала еден по еден своите синови, додека не ги испратила сите 7 и не ги видела погубени. Тогаш и таа со благодарност кон Бога ја примила маченичката смрт. Сите пострадале во Рим, каде што им се наоѓаат и моштите. Достойно est